Време е секако да започнеме нашата прва утринска тема, за која што секако ве поканувам да останете да ја слушате со внимание, затоа што станува збор за мозочниот удар, кој што е прва причина за инвалидитет во Европа, а втора најчеста причина за смрт. Ние ќе се потрудиме секако да ги дознаеме симптомите кои што укажуваат на мозочен удар, да поразговараме за можната превенција, третманот и сето она што сепак како терапија е достапно на клиниката за неврологија. Каква е моменталната состојба во Македонија кога станува збор за лицата кои што секојдневно добиваат мозочен удар и колку е честа оваа појава? Разговараме во продолжение, секако се со цел да се потсетиме и ние на светскиот ден на мозочниот удар 29 октомври кој што се одбележа, а ова утро на оваа тема разговараме со доцент доктор Драгана Цветковска-Петровска од клиниката за неврологија. Добро утро и добре дојдовте, докторке. Добро утро, Сања. Добро утро и до гледачите на утринската емисија на ТВ24. На моје огромно задоволство, како и секогаш, во вашето пријатно присуство. Прекрасно ми е кога сум кај вас во емисија. И нас ни е навистина чест и задоволство и ви благодарам за можноста да секогаш кога ќе посакаме доаѓате во нашето студио и пред се работиме на подигнување на свеста кај нашите гледачи и граѓаните од важноста за препознавањето на мозочниот удар. 29 октомври беше светскиот ден, а ние сепак ќе сакаме да дадеме внимание и на овој ден да потсетиме колку е значајно да навреме се препознаат мозочните удари, па постои ли кај нас свесност за симптомите? Па би требало да постои, сите сме едуцирани, ги препознаваме симптомите. Мозочните удари не се така ретка состојба. Светските податоци говорат дека 15 милиони луѓе страдаат од мозочни удари. Од овие 15 милиони, 5 милиони умираат, 5 милиони остануваат трајни инвалиди, што секако го оптеретува како семејниот, така и државниот буџет. А според податоците на Светската здравствена организација, секои 5 секунди во светот некој човек добива мозочен удар. Значи, бројката е фрапантна. Она што е застрашувачко е што ова е заболување кое што има висока стапка на смртност, односно на леталитет, која што изнесува некаде околу 10%. Секако имаме податоци за нашата држава. Во нашата држава честотата на заболувањето исто е на многу високо ниво, како и во останатите високо развиени земји, и изнесува инциденцата 100 лица на 100.000 жители, а преваленцата изнесува 300 на 100.000 жители. Исто и во Македонија стапката на смртноста е многу висока, некаде околу 7%. Постои ли можност мозочните удари да се спречат? Па секако, со добри кампањи, со постојана едукација на населението, може да се подигне нивото на свеста за ова заболување. Ова е заболување кое што практично се јавува како последица на нездрав живот. Значи, нездравиот начин на живот доведува до одредени хронични заболувања, како што е покачениот крвен притисок и шеќерната болест, кои што се и главните причини за настанувањето на ова заболување. Секако гојазноста, не смееме да ги заборавиме и некои други пропратни животни стилови, како што е пушењето, живот без вежбање, без пешачење, без престојување на чист воздух, еве сега ни актуелно, бидејќи сме, за жал, почнуваме во оној период кога навистина не се излегува од дома. Не се излегува од дома, бидејќи е премногу загаден воздухот. Сето ова секако можеме делумно да го превенираме, не апсолутно, меѓутоа делумно да. Имаме пациенти со покачен крвен притисок кои што знаат со години да ја пијат терапијата без да направат контрола. Да. Значи, забораваат дома да направат контрола на крвниот притисок, се земаат неконтролирано лековите, кои што може би практично и не им делуваат, па како резултат на тоа може да се јави како последица на тоа мозочен удар. Диабетот, јас стално велам дека е тивок убиец, болест која што дури ако е релативно добро контролирана, доведува до оштетување на крвните садови, особено на мозокот, бидејќи градбата на крвните садови на мозокот е поинаква во однос на градбата на крвните садови од другите делови од телото и често пати имаме како последица настанување на мозочен удар. Да, се поголема е бројката и на млади кои што страдаат од мозочен удар, дали така и во минатото или пак овој начин на живење, стресно и брзо темпо допринесува да и кај младите многу често доаѓа до појава на мозочни удари. Да, за жал, велиме дека е болест на старите лица, меѓутоа последнава декада некако ни се поместува границата, па се почесто имаме
пациенти кои што се, да кажем, во најпродуктивните години, 40-та, 50-та година од животот. Апсолутно стресот, брзото темпо на живење, трката за пари, немањето време за себе доведува до, како последица, до мозочен удар. Што по доживувањето на мозочниот удар? Каков е тогаш начинот и стилот на живење на пациентот? Да, јас само прво би алармирала како да го препознаеме мозочниот удар. Значи, во светски рамки и во наши рамки имаме една кратка парола, fast или брзо. Fast што би значило face, значи знак кој што може секој од фамилијата да го... Битно е да се препознае за да брзо се третира. Кога адекватно брзо ќе се третира, би немале толку сериозни последици како што најчесто ги гледаме. Значи, брзо да се препознае спуштеност на усниот акол. Пациентот кога ќе доживее мозочен удар, манифестацијата е од едната половина на телото. Едниот усен агол ќе биде спуштен. Фамилијата треба да даде команда да ги подигне рацете. Воколку имаме брзо тонење, бавно тонење или веднаш паѓање на едната рака, на истата страна каде што е спуштениот усен агол, и тоа е еден од знаците дека се работи за мозочен удар. Зборувањето честопати е компромитирано кај овие пациенти, не секогаш, но честопати имаме говорни потешкоти, дури до неможност да зборуваат, и тоа е еден аларм брзо да повикаме брза помош, односно да свртиме 194 со цел пациентот брзо да се донесе до адекватна установа. Ги имаме, значи низ цела Македонија, ова емисија што се гледа низ цела Македонија, имаме големи центри каде што брзо ќе се направи на време на дијагностика на овие заболени и ќе се третираат секако. Што побрзо се аплицира терапија, толку би имале подобри ефекти. Во главном терапијата е со давање на интравенска и тромболитик, кој што практично го разградува згрушокот кој што го запушил одредениот мозочен крвен сад, и на тој начин пациентот брзо ќе настапи реканализација и брзо ќе се изгубат симптомите кои што го манифестираат мозочниот удар. Не секогаш, нели, со успех, меѓутоа кај најголем процент од пациентите да. Воколку и тоа не е успешно, веќе на клиниката се работи, на Универзитетската клиника за неврологија од каде што доаѓам, се работи и тромбектомија. Тоа е практично работа која што ја работиме мултидисциплинарно, во тимски, со колегите од неврорадиологија и колегите од неврохирургија, каде што директно се влегува со катетер и се отстранува, се извлекува згрушокот кој што го запушил крвниот сад и настанува реканализација и нели брзо oporavување на пациентите. Но најважно е, како што кажавте, навремено да се реагира, да не се занемарат сите овие симптоми кои што доколку ете можеби и не секогаш се тие симптоми, но при првиот сомнеш потребно е да се побара помош. Апсолутно да се повика брза помош, има секако таму оператор кој што ќе може да им помогне и да им помогне како да реагираат и да се прати навремено екипа со цел да се помогне на пациентот. Да. Веројатно дека и кај нас на Универзитетската клиника за неврологија сликата е подеднакво иста како и во останатите земји, многу голем број на лица со мозочен удар, за жал секако и покрај кампањите, покрај целите овие наши емисии кои што треба да допринесат да се развие свеста кај граѓаните за поздрав начин на живење, се чека за Кревет плюс. Да, за жал така е, точно. Имаме доста навал од пациенти, не можеме секогаш да обскрбиме, да постигнеме, но сепак да не заборавиме, во Скопје имаме две големи болници, тоа е градската општа болница 8 септември и ние како клиника, така да би требало, ние секогаш наоѓаме начин да помогнеме на овие пациенти. Она што е најважно секако да секој еден води сметка за својот здрав начин на живење, се регулира редовно високиот крвен притисок и на тој начин секако да се направи една превенција од појава на мозочни удари. Апсолутно се согласувам. Значи редовна контрола на крвниот притисок, редовна контрола на шеќерот во крвта, кој што често пати со години останува недетектиран, здрав начин на живот, помалку стресови, поздрава храна, избегнување на животински масноти во храната,
И секако вежбање, колку што е можно. Јас мислам дека може и возрастни лица да вежбаат. Да, сите ние сме свесни колку е значено да се води здрав начин на живење, но многу често можеме да слушнеме и коментари дека се нема време, премногу е брзо темпото на живење и на крај се остава здравјето кое што нели треба да не служи, а уште од рана возраст треба да се води сметка за здравиот начин на живење. Колку ве сметате вие дека младите генерации и децата кои што сега се во училиште правилно се хранат, правилно се едуцираат во однос на здравите животни навики за да имаме поколение кое што ќе биде здраво и со помал број од вакви случаи? Па ние како родители сме главната карика во воспитувањето на нашите деца. Секако треба да се советуваат. Секој дете сака брза храна, сака да јаде пržени компирчиња, плескавици. Тоа е основата на лошиот начин на живење. Да, чоколадите им се омилени, значи да се објаснува и колку може да се избегнуваат сите овие, да кажем, суплементи во исхраната кои што можат да доведат до појава дури на ран диабет кај децата. Да, а сето тоа се лоши прогнози за понатаму, затоа треба на време да се размислува. Она прашање кое што ви го поставив, што по доживеаниот мозочен удар, можноста за појава на следен? Да, за жал, иако е тоа акутна болест, доаѓа брзо, ненајавено, најчесто без предвесници, заболувањето понатака станува хронично. Значи, тоа е заболување кое што го оптеретува семејството пред се, секако пациентот незадоволен од состојбата во која што се наоѓа, често пати влегува во една депресивна состојба, нерасположение, немотивиран да вежба, да работи. Рехабилитацијата која што следи после доживеаниот мозочен удар е долговремена, значи трае со години, во зависност секако од резидуата која што останала како слабост на раката, ногата, говорните потешкоти, исто така прилично ги демотивираат пациентите. Постои ризик, секако, тоа не можеме да го занемариме, особено висок во првата година после доживеаниот мозочен удар и тогаш правиме и почести контроли кај пациентите. Веќе после првата година до третата година се уште постои висок ризик, но не толку висок како првата година и како одминуваат годините, се намалува ризикот од повторен мозочен удар. Секако тука е терапијата која што во светски рамки е докажана и го штити до никаде пациентот, апсолутна заштита од ниеден лек нема, меѓутоа со терапија, нели со ацетилсалицилна киселина, односно со антиагрегациона, антитромботична терапија, друг тип антикоагулантна во зависност од причината на мозочниот удар, статините би превенирале од повторен мозочен удар. Да, во секој случај опасностите се навистина големи и инвалидитетот навистина е, како што кажавме, прва причина мозочниот удар за инвалидитет во Европа, така веројатно и во Македонија, навремено да се направат прегледите за да се избегнат посериозни проблеми. Верувам дека со нашите едукации преку медиумите успеваме кај гледачите да ги поттикнеме да сватат колку е значена да се води контролата и на високиот крвен притисок и на шекерот и на сето она што може да доведе до појава на мозочни удари. Јас ви благодарам што и ова утро накратко бевте повторно во нашата емисија, се со цел да дадеме внимание на овој светски ден кој што треба во светски рамки да ја подигне свеста за сето она што мозочните удари можат да го направат врз човековиот живот, а и превенцијата пред се која што може да спаси многу човечки животи и многу семејства да продолжат да живеат секако среќно и безгрижно, без да имаат потешкоти со некој од членовите, како што рековте. Ова е болест на старата популација, но во последната декада се поголем број, за жал, случаеви и кај младите. Постојано читам и за јавни личности кои што доживуваат мозочни удари. Веројатно тоа е темпото и начинот на живење, па можеби тие да бидат еден поттик да преку нивната приказна за нередовни контроли и нередовно водење сметка на здрав начин на живење апелираат до младите за значењето од сите овие здрави животни навики. Така се согласувам. Да апелираме дека мора да најдеме време за себе, забораваме да најдеме време за себе, доволно еден час од денот да се посветиме на себе, на вежбање, да го планираме времето за исхрана, бидејќи немањето време не води да јадеме брза храна, да јадеме обилно еднаш во текот на денот, почести оброци, поздрава храна, вежбање, избегнување на стрес. Тешко е времето за живење, тешка е трката со пари, меѓутоа
Не смееме да заборавиме, повторно ќе кажем на себе, сепак им требаме како родители на нашите деца. Да. Често се жалат пациентите дека кога и да заминат на доктор, докторите им велат избегнувајте стрес. Тоа е најчестата забелешка која што имаат пациентите, затоа што тешко дека можеме да го избегнеме стресот во денешно време. Не може да се избегне, апсолутно сите ние доживуваме стрес секојдневно, особено лош е хроничниот стрес. Значи, тоа е стресот кој што ве оптоварува со месеци, со години, тоа е она што практично ги делува на психичкиот и на психоорганицитетот кај овие пациенти, меѓутоа колку можеме да го кумулираме. Да, и затоа е тука физичката активност многу значајна, да преку незе се изфрли се изфрлува бесот, стресот од нашиот организам. Докторка, навистина ми е чест и задоволство секогаш кога сте дел од нашата емисија со вашата позитивна енергија и совети кои што ги давате. Сите оние кои што сакаат контрола, преглед и разговор со доктор Драгана, секако Универзитетска клиника за неврологија, и јас ќе ви се заблагодарам што уште еднаш денес бевте дел од нашата емисија. Ви благодарам и јас, секогаш ми е чест да бидам дел од вашата емисија. Да, драги гледачи, мозочниот удар не бира ниту возраст, ниту пол, ниту место, ниту време каде ќе се случи. Тоа се случува навистина многу брзо, но на вас останува секако да водите сметка за здрав начин на живење, да ги препознаете симптомите и навремено секако да реагирате за да спречите посериозни последици. Јас ви благодарам што со внимание го следевте овој разговор и секако благодарност до доктор Драгана Цветковска Петровска од Универзитетската клиника за неврологија, која што и ова утро беше заедно со нас на оваа тема.